А не е баш така, затоа што најголемата категорија граѓани не земаат минимална плата или имаат минимална плата. Ако за најголемата категорија сиромашни пензионери државата имаше слух, бидејќи се тие се под прагот на стандардот на живење, а за работниците нема слух. И тоа пази, за пензионерите ги дава од каде ги дава, знаеш, а за работниците треба само да им прости на фирмите еден дел од давачките. Еве најдете ми една компанија каде што моментов има минимална плата. Ја не познам таква приватна компанија. Самиот рече дека фирмите се спремни да го дадат тоа, само треба се договорат со владата. Владата вели, министрот не ми е тоа проблем, не ми е гајле. Одете, договорете се со фирмите. Они се договорија со фирмите. И прифатија. Значи само треба да им простите на фирмите дел од давачките, тоа не постои. Неодржливо е. Значи неодржливо. А што е одржливо? Па што има работа? Љубише, ама тоа само е проблем, бидејќи тоа што па ти викаш само треба да им простат дел од давачките, ама тој дел од давачките го кратува буџетот и тоа како За кого работи владата? За бизнисмените или за работниците? За сите би требало. Па како за сите? Па сега, значи он ги штити фирмите, ама не ги штити работниците, така ли? Од кај тоа дека владата не ги штити работниците? Ако им ги простат давачките, тогаш тоа е во корист на бизнисмените, не на штити оваа држава. Не е така, ама треба да добијат или работниците. Па треба ли да не е спор, меѓутоа ако изгубат бидејќи барат, што јас разбирам, па како ќе сака државата? Па како нема да бегаат од државата кога не земаат плата, бе? Ама апсолутно треба да земаат тука кој нема фирмите ли ќе остане да работат тука? Па фирмите се тие што го ствараат, јас мислам. На крај, ако желбите, а не можностите, извини, ако желбите, а не можностите се круцијални во економската политика, ако желбите, а не можностите, тогаш на крај ќе завршиме сите ќе бидеме милиардери како Југославија. Што беше? И вие сте економист, моја ваша става. Само нема да ви вредат милиардите. Мало искуство од моето скромно познавање во економијата, меѓутоа круцијално во економијата е државата да создаде економски услови во кои минималната плата природно, односно согласно пазарната економија ќе се крене, а не вештачки со закони. Нашата држава не успеа да го направи тоа со ниту една влада и затоа земаме најмал минималец во цела Европа, ако Косово ја земеме како држава, таа има помала плата од нас, минимално. И сметам дека така се гради економија. Сега, има две решенија, бидејќи проблемот го диагностициравме. И да она најнормалното е тешко да создадеме услови економски, не може, по многу причини. Меѓутоа може да се престане да се краде толку, да се манипулира со тендери и да не се оштетува буџетот како што 35 години го плячкаат. Кога не би го плячкале, како што и премиерот сам кажа, минималната плата може да се дигне без проблем. Вториот момент, ако сметаме дека не издржува државата и буџетот да се крене минималната плата, поради тоа е вештачка интервенција, ајде да направиме вака. Сите пратеници во собрание, министри, премиер и председател, нека земат минималната плата од 400 евра, нека се солидаризираат со народот 4 години и самите нека утврдат по 4 години дали е нормално, апропо што не е нормално вештачки да креваме минималната плата, да живеат со таква плата. Концептот за една држава и идејата за една држава е како народот да живее убаво, а не што е издржливо. Ме разбирате? Големи нации, кога нешто не издржувале, војни воделе. Значи има нации кои воделе војни, кралства, нации во историјата, кога нешто не издржливо, воделе војни. Ние што правиме? Заокружуваме. За 4 години не може буџет. Знам дека ова малце звучи демагошки, меѓутоа треба да се ги преиспитаме нашите одлуки. 400 евра исклучиво мала плата. Меѓутоа, секоја наредна влада и секоја претходна да си ја зачеша главата и наместо да го трујат народот со како да се вика оваа држава и да го делат кој бил северџан, кој соросит, кој не, малку ние овие теми да размислат. Бидејќи кога извинете и со ова ќе завршам. Кога на народот ќе му дадете повисока плата, поубав живот и насмевка кога ќе шета по улица, овие проблеми многу полесно ќе ги свати, па и реши. Во ваква позиција со 400 евра во джеб, само го манипулирате и нема подобро живот. Ќе те дополнам, Иво. Зошто имаме разбирање за фирмите дека со децении се у криза и дека не може да ги исплатат парите, а немаме разбирање за работниците дека имаат Еве може да ви кажам за работниците. Доколку ги проверите податоците од светската, како беше Организацијата на трудот, од Обединети нации, ќе видите дека продуктивноста на работниците во Македонија е неверојатно ниска.
споредбена со регионот. Ако ќе испоредите просечните плати и колку тие може да ви купат, односно кога ќе го споредите куповната моќ на просечните плати, ќе видите дека да, ние може би единствено од Косово имаме повисока минимална плата, но извини, но значи што? Браво, што имаш разбирање. Не, ама ти сакаш да станеш очигледно милиардер и ништо да не ти вреди милиардата. Значи, ти сакаш работниците си останат таму кај што се, да си земаат 400 евра, бидејќи државата немала пари. Не земаат работниците 400 евра. Работниците земаат Ајде, Драган, сосема е воре тоа што колегата упорно инсистира работниците да бидат згрижени од државата. И тоа е супер, меѓутоа колку што не убедуваа бидејќи избравме капитализам, вие да не речам во ваше време избравте да го напуштиме она стопанство од комунизмот и избравме капитализам. Во капитализмот додадената вредност ја прават фирмите, а не работниците. Работниците се тие што ја завршуваат работата, но инвеститорот, тој што е приватњакот, тој е тој што ги дава доноците на крајот на денот и ако него не го заштитиме, така не учат. Така не учат. Апсолутно сум. Мене ми е сосема јасно. Меѓутоа кажам каква е логиката. Или ти имаш 1500 евра или немаш разбирање за тоа што зема 400 евра. Имаме разбирање за секој. Јас сакам да имаме по 5000 евра сите, ама не учат 30 години дека ако тој не биде заштитен и работникот нема да биде заштитен, бидејќи во времето кога работникот сам решавал и сам се ги подигнувал платите, фирмите пропаѓале. Јас мислам дека така било. Не може да гледат работниците како некој се богати на негов грб. А тоа е политичарите и газдите, па на негов грб. Проблемот е сакам нешто друго да кажам, се извинувам. Чисто да додадам. Имавме ситуација во која што беше зголемувана минималната плата и средната плата, како се вика, просечна плата од страна на претходната влада и гледавме како врз база на тоа се случуваше инфлација и цените не станаа германски. Само заради тоа беше инфлацијата. Еден дел сигурно, имаше војна во Украина, имаше... А војната во од сегде најмногу нас не погоди. Нели Германија ја погоди, не се Германија не чини па се враќање со Германија. Се прете на тоа што како не сега со ова што навредувате нема ништо да смените. Како што ја споредуваш минималната плата, се не чини Германија со авиони се враќаат од Германија, така ли? Ништо не е добро. Ти исклучи. Извини, Драган, вместо да кажеш, извини, не видов, не следив дека ќе продолжиш веднаш. Сакав да кажам дека цените во Македонија се дигнаа во небо. Може да имало влијание војната во Украина, се разбира, меѓутоа ако направиме паралели со остатокот од Европа, ќе видиме дека кај нас непропорционално се кренаа во однос на другите земји. Во Германија се уште цените се одржливи, во Македонија не се. Добро, ти ја благодарам за да ги поминеме сите теми. Ај уште 30 секунди да. Во моментот да купите стан во Банско, кој е далеку поатрактивно и се наоѓа во Европска унија, кошта скоро двојно поевтино од тоа да купите стан во Маврово. Што нема ништо во Маврово. 2 кафани со лоша храна. Али добро тоа е разликата. Да не е за лоша храна, добра храна, тоа е перцепција. Може мислам дека има супер храна и дека Маврово како наш национален парк е многу поубаво тоа. Нема голф терен, нема ски стаза која исполнува такви такмичарски стандарди. Не се на кулјата голф играта во рете тоа. Ја ги кажам проблемите на богатите сега во моментот. Значи се шегувам нормално. Суштината ќе избега темави и ќе завршам со цело време се обидувате да логицирате на тоа дека не може да се крене минималната плата на начин како што бара синдикатот. Јас се согласувам во делот на економската логика. Меѓутоа, ние сме сега овде аналитичари, така? Треба да анализираме проблематика. Апсолутно. Треба да понудиме решение. Што е според вас решение, ако логиката економска не го давала? Да си свиткаат опашката и дома да си отидат луѓето со 400 евра? Или да ги убедите дека со 400 евра и волку ниски цени во Македонија се може да се докаже? И дека не е толку лошо да се живее. Значи, едно е да браните нешто што не одговара некому да го направи, делумно и се согласувам, бидејќи сум меѓу другото економист, меѓутоа како државник треба да понудите решение. Веќе тие луѓе мора да им најдеме решение. Никој од нас тука не би бил среќен со 400 евра плата, па макар еден денар не се дигнале цениве, такви какви што се. Добре, во четврток има состанок, ќе разговарат за решението. Решението е, ја ќе ви дадам решение. Решението во овој момент е само едно.
Тоа е владата да им даде среден прст на синдикатите, да ги раскине сите колективни договори, да ја заштити, да ја прекине позицијата на заштитени поларни мечки на вработените во администрација, да почне сериозно да отпушта од администрација. Да, не. Значи сега зборуваме за економијата. Значи за економијата. Прво мора да се намали буџетскиот дефицит преку сериозни отпуштања во јавната администрација, преку намалување на платите на вработените во културата, кои не придонесуваат ништо за бруто домашниот производ, а у моментот имаат највисоки плати, тоа треба да го направи државата, и од кога ќе го намали буџетскиот дефицит, тогаш може да рече, еве, фирми сега ви дам 700 евра плата. Проблемот кај не знаете ли што е? Проблемот кај нас е дека ако утре владата рече кустосите во музеите низ Македонија нема да земаат 65.000 плати или 57.000 плата, тогаш истите синдикати како? Од што е буџетскиот дефицит? Од непродуктивни трошења. А добро, ако се непродуктивни трошења, значи, непродуктивни трошења се голем дел од запоследните во јавната администрација. У старт буџетот е у негатива, така? Ама зошто е во негатива? Ако се ова што го зборите се согласувам, освен средниот прст. Да. Доколку се ова што го зборите, владава не го направи, ќе покажете на владата среден прст? Не. Ќе покажам, да. Ова е пред неа. Значи, мојата лична ја немам личен однос со владата. Не знам зашто ми од преска ми инклинирате на некаков мој личен однос со владата. Ние разговараме сега за политики. Ми побаравте решение, ви дадов решението. Прашањето е колку среден прст на синдикатите, или вашите деца може да земаат 400 плата. Гениален пример има еден одличен пример во Јужна Америка на еден дечко што сите мислеа дека е лудак. Тоа е председателот на Аргентина. Тој се сеќаваш со моторната пила што се шеташе, која избрка се живо и го намали државниот дефицит и ги прекине социјалистичките политики на АСМА, дека во државна администрација треба тие да бидат заштитени и само да им расте и да им расте. Се извинувам, навистина Љубиша. Имаше еден министер што ги нарекуваше работниците мечки заштитени, се сеќаваш? Стефче Екимовски. Океј ли беше тоа? Па, 30 години е... тоа го збориш. Па тоа треба да се направи. Не, заштитени мечки се неспособните бизнисмени. Не можеш да го избркаш од работа. Во оваа независна Македонија стално плачат и кукаат и се на вратот на владата, сите тендери се владини тендери, не се осамосталиве како што државата се осамостали, значи... а оваа влада и претходните ги држи нив. Николовски. Знаете ли која е процедурата еднаш ако човек се вработи у Македонија администрација, колку е тешко? Може буквално да биде најлошиот вработен на свет, вие не може да го избавите. Па еве реформи дали има тој закон. Сите влади у минатото. И само се зголемуваат правата. Еве се реформи. Обратно треба да се бркаат од работа за да може да се остави простор на приватните компании. Еве сега на пример, викаат немало возачи во ЈСП. Па ај кустосите направите ги возачи. Видеа лоши новини. Ај оние што дремат онде на патарина, дигитализирај ги патарите, прати ги шофери да бидат. Добро, мислам дека доволно време потрошивме за исто за една тема што е многу важна, односно во светот се случуваат некои големи промени, многу мина вела дека светот во наредните години нема да биде таков како што го познаваме досега и кај нас нормално владата и опозицијата имаат диаметрално спротивни гледања за тоа како моментално се позиционира државата на меѓународната сцена. Не измислив како што викаат топла вода, само констатирам нешто што сите го знаеме. Меѓутоа ме интересира вашето мислење, дали мислите дека во овој момент Македонија е меѓународно изолирана држава како што тврди опозицијата или е стратешки позиционирана како што сметаат од владата? Па јас не сметам дека ниту едното, ниту другото. Класична изолација ние не сме осетили, не сме виделе за среќа. И не мислам дека ќе оди до толку екстремно работави, се надевам дека нема да оди. Од другата страна па не мислам дека сме супер позиционирани. Бидејќи ние цело време се повикуваме во минатото да имаме сопствена држава. Денес ја имаме. Независна Македонија, таква е, живееме во неа. Тоа би требало во дипломатијата да значи дека имаме и свој став, своји национални интереси и своја определба. Меѓутоа, дипломатијата не е фудбалски напревар да навиваме за Русија или за Украина, за Америка или за Кина и така натаму. Ние мора согласно нашата ситуација да изградиме став. По можност, тој став да биде консензуално поддржан во државата, бидејќи како ваков фактор никаков, мал,
има многу држави вакви како нас, нас не е најголем адут консензуалноста. Кога ќе види светот дека како држава немаме друг избор освен ова што го прокламираме, да, меѓутоа не можете вие да практикувате дипломатија, ние сме со овие, ние сме со оние. И сега како се води дипломатија? Ако ве прашаат дали сте за Русија или Украина, ќе кажете дека сте за мир. Дали сте за Израел или за Палестина, сте за побрзо решение да се спречи тој геноцид. Значи нема потреба да бирате страни кога сте немокни. Бидејќи секое бирање страна, секоја изјава на еден министер иде во архива на големите држави и нивната дипломатска архива. И врз база на таа архива, тие држави формираат надворешна политика кон вас. А што ако избереме страна на некоја држава која што ние сметаме дека побрзо би донела мир на XY точка? Тоа е во ред и да сгрешиме. Меѓутоа не слепо, не карт бланш. Не може ние така гледате дека функционираме? Вие како гледате? Не, јас кога ќе бидам на емисија ќе кажам како гледам. Секој водител јас ве прашувам. Добро да се размениме мислење, меѓутоа сметам дека не дека сум задоволен од некаква дипломатија во минатото, меѓутоа еве јас сум човек чија интелектуална генеза е развиена во Америка. За многу луѓе ме третираат како американско дете, но тоа не ми дава за право, ако сум државник, да им ги отворам сите карти на американците и све да им дадам нив и да гласам во Обединените нации како они што мислат дека треба да гласам. А за возврат да добиам меѓу највисоките царини во светот од сите држави, да не ме поканат во одборот за мирот, да не ми го решат Гоце Делчев и Бугари во устав, што добивме и да ми забранат иселенички визи во значи треба и да добиеме нешто. Затоа сметам, јас не велам дека грешна ја водиме политиката. Треба да бидеме многу повнимателни. Нас ни треба во дипломатијата гении, бидејќи ние сме во незавидна ситуација. Асиметрични со Бугарија, асиметрични со Европската унија, а скокаме. Каде скокаме? Полека малку. Не бирајте страна, не е фудбалски надпревар. За неколку години од сега вас ќе ве нема од политичката сцена, ама ние народот ќе останеме и ќе живееме со вашите изјави, тези кои сте ги правеле во овој момент додека зборуваме. Затоа внимавајте и затоа да внимава оваа држава и овој народ кого и како поставуваме барем на такви некои позиции. Ми требаат луѓе, јас министерот не го познам за надворешни работи, човекот може супер, не знам, меѓутоа зборувам како држава. Ние мора да имаме позиција. Таа позиција треба да е изградена низ собрание, низ политичка дискусија, низ толку многу разговори и дискусии за да ја изградиме. А некој како дојде на власт различно мисли. Едниве сакаат да го сменат името, другиве не сакаат. Едниве сакаат во Европска унија, третиве сакаат, ама само со гаранција. Тоа не е дипломатија. Ова не е фирма, па кој како сака ги кажу. Така да сметам дека барем во тој дел, а во тој сум најискусен, не сум експерт по ништо, имам широки познавања, но во ништо не сум експерт. Дипломатијата сметам дека треба да се гради со години, консензуално, бидејќи се ова што го гледате денес од светската дипломатија е правено 100 години наназад. Гренланд не го измисли Трамп да го окупира, мисли за окупација има 2 века наназад американците за тоа. И така се гради. Зашто тргна во Втора светска војна тоа? Па многу пред Втора светска војна е кренала. Видете, во делот на вој дел, значи прво нема да се согласам дека ние сме сега тука нешто многу во ситуација да имаме било каква независна дипломатија и автентично и да гледаме наш интерес. Ние зборуваме за држава која е зависна првенствено од европската економија. Ние во Германија која има рецесија, кај нас има рецесија, знаеш, која они киваат, ние имаме бронхитис, така ни е поставеноста економска. Во оваа ситуација сметам дека владата погреши кога не ги следеше европските европските тенденции во меѓународната политика, а можеби не погреши затоа што па гледаме и дека Европа е така во една dire straits ситуација. Исто така, па и тие не знаат, се соочуваат со еден налудничав човек кој очигледно има различна перцепција за тоа како треба да функционира западната хемисфера и веројатно главен став им е чекаат да заврши кошмарот. Добро, принципиелно во емисија не дозволуваме такви епитети на како налудничав за председател и така нешто. Не, ја имам многу епитети за вакви дајано во оваа емисија, сум не си ме упоменал вакви. Не, принципиелно. Валјда некој има специјален. Знам, за еден министер го викаат хирург на дебело црево, од другиот го викаат не знам како. И цело време. За кого ја мислев? Може ли суштината да кажа? Суштината е дека требаше да бидеме... Дозволете ми како водител кога мислам дека треба да интервенирам, не е ништо страшно. Требаше да бидеме многу по, не знам зошто се палите волку на
Не е нешто многу битно што го кажав, дека бил налудничев, цел свет го мисли тоа. Но суштината е дека погрешивме што не бевме повеќе aligned со европските политики. Тоа ми е една теза. А друга теза, ова ме прави различен од Николовски. Сега само климат, ново што го збориш климат. Немам забелешка никак. Вие се согласувате, па ова е неверојатно. И тоа се случи. Не, различно е. Николовски 7 години немаше вака кон несогласување со претходната влада. Како? Тука не прави различни. Добро. Ќе правиме муабет после. Се шегувам нормално. Секојдневието ВМРО за да се накаже. Да, се шегувам малку. Се шегувам. Суштината е дека во овој момент вакви какви што сме и подобро е што не викнаа у тој бордот, тоа е една гротескна, нема ништо. Се собра тогаш нема ништо направено. Чинот е тежок. Некојаш е подобро да бидеме, па не сме само ние многу посериозни држави. Од нас не се викнати, подобро е да бидеме under the radar, под радарот во таа состојба. И мислам дека треба сериозно да се работи на поголемо согласување со Европската унија, затоа што таму ни е единствената иднина, се друго дека некој ќе дојде нас од Америка и ќе ни го реши проблемот со Бугарија, како што спомна Рангелови, мислам дека тоа моментов не само што не е можно, мислам дека и го реши Трамп, го сменив името во неговиот мандат. Да, согласувам. Достани помалку. Да видиме фер. Само немојте Златев и за време на претседателските избори во Америка беше контра Трамп, така што неговиот став и неговите епитети имаат континуитет и не беше од оние кои што размислува, имаше многу такви дека со промената на администрацијата во САД ќе имаме некои големи поволности. Ја тука сум се расправил во ова студио, викав што зборувате луѓе, али добро, тоа е. Добро, Драган, мислам ова е твоја тема повеќе. Дој, Драган. Не е воопшто моја тема. Зборувам за меѓународна Сакам да кажам следново. Мислам дека не е некоја тајна ако кажеме дека во светот се случуваат тектонски промени, нешто што се случува еднаш у половина столетие или така нешто. Се наоѓаме во наистина свет кој што е пред експлозија. Тоа мислам дека е очито, ние чекаме буквално да почне војна во Иран, надаваме буквално кога ќе почне вамо или тамо, чекаме Тајван, чекаме Пад на нафтата нема да почне. Меѓутоа тоа е тоа. Чекаме Гренланд, чекаме Иран, чекаме Тајван, чекаме се и се што. Во ваков момент ние мора да бидеме сурово себични, колку и да звучи ова, не знам, некоректно, нехумано, мора да бидеме сурово себични да го гледаме само нашиот интерес. Само нашиот интерес тоа значи да бидеме екстремно внимателни, екстремно избалансирани во односот кон САД и кон Европската унија. Ние сакаме во Европската унија, нашиот национален план, национална идеја и стратегија. Дали сега сме избалансирани како што треба? Можеби малку него Еден наш повозрасен колега, се извинувам што ја прекинувам, еден наш повозрасен колега од ова студио во интервју ми кажа дека ако порано избиравме меѓу Русија и Западот, сега треба да избереме меѓу Вашингтон и Брисел. Меѓу Западот и Западот, да. Да, дека тука се сведува. Многу е тешко тоа прашање. Континентот не може да се го смениме, тоа е проблем. Географски е. Јас сум за екстремен баланс. Ние имаме право да бидеме незадоволни од Америка, имаме право да бидеме незадоволни од Европската унија за сите овие години што не го прават, само слеп човек не го гледа. Меѓутоа тоа е тоа. Ние сме во таа хемисфера, со нив живееме, веруваме во тие вредности, во таа идеологија, во таа логика на нештата, во таа цивилизација и бидејќи тие два полови на истиот субстрат се во овој момент во кавга, ние мора да бидеме и со нив колку што може во некаков еквивалент. Тоа е многу тешко, затоа што прашање на време кога некој ни рече бирај. И тоа може да се случи. Но додека се уште не го права тоа, можеби треба да бидеме тоа што го употреби изразот Златев малку под радарот. Јас Словенија ќе ја земам како пример, често пати собира храброст и излегува со некакви ставови кои што се така подсвасни, апсолутно. Нешто што мене ме воодушевува. Меѓутоа тоа е од позиција на Словенија, која што е исклучително напредна земја, која што има обезбедено сериозен стандард, услови и така натаму, и која што најверојатно никој нема да ја пружи со прст, бидејќи Словенија нема проблеми од типот дали Бугарија ќе ја дозволи да преговара со Европската унија. Така што во овој момент нас ни треба дипломатијата да биде совршена, тука со Рангеловиќ се согласувам, над просекот, многу над просекот и да биде апсолутно подготвена во секој момент да изигра на вистински начин. Тоа се разбира вака да го кажеш, како е? Не е така, затоа што сега и двајца да се познавачи на дипломатијата. Ние во овој момент од министерот за надворешни работи од оваа влада имаме само напад врз Европската унија. И одбрана
на САД. Како беше, да не карикирам, јас сум прв, па зад мене ќе се редат другите, кога се врати премиерот од Америка. Но националната стратегија наша Ние живееме у Европа. Ние клониме кон Европа. Ние не можеме да се вратиме пред, да речеме, пола век, времето на Албанија, и кога беше прв другар со Кина, и каже ние и Кина 2 милиона народ, 2 милиарди народ. Нашето место е во Европа. Ние до сега добиваме од Европа, иако во историјата можеме да бидеме лути на Европа, бидејќи само Америка покажувала разбирање за постоењето на овој народ. Меѓутоа сега времето е тоа што го вели тој. Ние мораме да припаднеме таму, бидејќи и пари добиваме и треба да добиваме, што Америка нема да ни ги даде. Но тоа не значи дека треба со САД да влеземе во некаков отворен конфликт. Ние од Америка треба да се плашиме, бидејќи глобален играч. Да, но треба да се согласиме повеќе со Европа, бидејќи таа станува инертна и гледа дека ние се фолираме дека сакаме да одиме таму. Како да ви кажам сега, има и неправда у приказна, не е само фолирање, значи, но и покрај таа неправда ние мора, тоа е изборот е што друго да правиме. Тешко е да станеш на сабајле, ама мора. Има еден момент. Мислам дека оваа влада го воведе таа практика дека ние се согласуваме со надвршната политика на Европската унија, се додека таа политика е унисона таму. Ние не нападнавме Америка ни еднаш, а Европа 100 пати. Европа не ни ги решава проблемите. Значи ние се што треба веројатно златната формула во моментов за нас. Само што ја би додал дека во тој еквилибриум никако не би ги исклучил Кина и Русија. Не гледам што е тоа толку страшно и со едните, и со другите, и со третите, и со петите да наоѓаме да се Кина мора итно договор за трговија. Апсолутно. Така што никако тоа е табу се плашиме во тој дел. Апсолутно, ние се плашиме таму каде што Британија преговара, таму каде што Германија преговара, ние се договори, Британија се договори, зашто ние да подсетиме на говорот на Макрон од Давос, кај што практично ги покани кинеските компании да инвестираат. Да, но за нас тоа се уште баук, се уште сме ние. Да, Љубиша, ќе ве молам, имам прашање за вас. Благодарам. Затоа што Кина не се покажа баш многу во изминативе времења на Балканот, сите заглавија што се врза економски со Кина, само заради тоа, не дека Кина не е битен играч во светски рамки. Да, како што дома нас и влади изминатите децени не кажуваат дека сега ќе почнеме со сериозна неселективна борба против криминалот и корупцијата, така и од Брисел секогаш кога има нека поголема криза, велат дека сега време е да се обедини Европа, време е да проширувањето да го свати со посериозно, време е да се подпре врз сопствените сили, потоа пак нешто спласнува. И кај дел од луѓето кои што дискутираме, немаат доволно верба дека ние кога сега влеземе со некаков аранжман со Брисел, дека тоа така ќе биде исполнето до крај. Односно дека ако во сценариот, дека речеме да ги се случи со бугарите во уставот, дека потоа пак може да се испречиме со некоја пречка што можеби се опште не антиципираме тука како можна. Добро, Вилиновски, ако одиш на море, и ако ти е страв да влезеш у вода, нема да се избањаш ни еднашка. Мислиш ќе излезат ајкулите. Дипломатијата и политиката... Дека сме биле грицнати повеќе пати до сега од ајкулите. Мораме да влеземе таму кај што сме трнале. Дали некој Бугарија, дали нема да биде пак Франција, дали нема да биде Холандија... Не, зборуваме за идентитетските прашања, не заради тоа ние ако не исполнуваме стандарди во екологија или оспорување слободите во Молам? Кој ќе ти каже дека е заради идентитетските прашања? Еве ќе добиеме гаранција од кого? Кој ќе ти каже дека он ти поставува заради идентитетските прашања проблем? Ќе ти рече затоа што тој те купачи се розе, затоа што не знам теченињето на Вардар не си го направил како што треба, затоа што не знам друго не си направил. Те молам разгледаме повторно овој проблем и сите ќе се согласат. Ќе се навратиме по една година. Па така, значи нијако не ние ги правиме реформите за нас. Меѓутоа друго е кога некој ти ги оценува и кога ти од сите земји една држава е видливо дека од субјективни причини не те поддржува. Ако сите останати се согласат со твојот пат, со реформите во судство, во економија и така натаму, ти имаш грб политички за себе да кажеш очигледно е дека овие намерно ни го прават тоа. Па тогаш тие ќе се соочат со судот на мнозинството таму. Ама ние од страф, ако не влеземе во тој процес, ние не влагаме во они ќе ни направат проблем. Мислам дека малку детски дека открива една позадина, една лажен патриотизам. Навистина би сакала оваа влада да има нешто скриено во некој адут,
што ќе го извади во последен момент. Силно верувам во тоа. Но не можеме да го видиме тоа. До сега не гледаме ништо, дека нешто мрднало, дека Америка направила, дека Брисел гарантирал, дека Бугарија се повлекла и дека размислува така. Не, стоиме во место. Сега може да останеме и така, ама како да ви кажам? Извини. Јас согласувам со тебе. Јас секој се бавам зборам дека треба бугарите да ги ставиме во уставот и да видиме после што ќе се случи. Но она што мора ја и ти да го знаем, мислам дека ја повеќе го чувствувам од тебе ова. Дека оваа влада излезе на избори со ветување дека тоа нема да го направи. И тие имаат у моментов одговорност пред своите гласачи. Луѓето кои го гласа на последните избори ВМРО, ДПМН е. Значи, да се разбереме, демократијата утакмицата завршува 90-та минута, свири, правам влада и заврши утакмица. Ама сега видам да Институт за демократија, демократија е. Демократија е владење на мнозинството. Во моментов тоа е Значи, во Институт за демократија последната анкета вели дека тој број зголеме. Ама прашај ги, кога ќе ги направиш кроз табулација со прашањето дали би прифатиле ова за ова, најголем дел Не, сега тоа ти дали ги плаши за методологија, сега не разговараме. Не разговараме дали решаваш или не решаваш проблеми. Има очигледен легитимитет на избори добиен советување дека нема да ги стави бугарите во уставот и дека ќе бара алтернативно решение. По бугарски диктат. Значи по бугари како што го видат, не дека нема да ги стави, не немаме, треба да бидеме објективни. Во моментов ние немаме излезено од фазата бугарски диктат. Ние, францускиот предлог се уште е важен, се уште е француски, протоколите се уште се тие, и доколку не се измени тоа, нашата влада вели, ние нема да ги ставиме бугарите устав. Дали е тоа според мене погрешно? Да. Дали владата има демократски легитимитет, затоа што тоа им го понуди на граѓаните на избори и граѓаните ги изгласа? Да, и тука завршува дебатата. Не завршува тука дебатата. Зошто не завршува дебатата? Зашто многу се правиме наивни на оваа тема, многу се правиме наивни. Зошто не завршува? завршува? Еве ги ви кажам зошто. Прва работа. Дали сте сигурни дека легитимитетот на оваа влада лежи врз убедувањето и верувањето на граѓаните дека сакаат да ги вметнат бугарите во уставот? Јас не сум сигурен. Дека јас не сакаат. Само се слушајте. Се повикувате на демократија и мнозинство. Јас сметам, не јас, анкетите. Погледнете ги анкетите. Мнозинството од народот не сака да ги внесе бугарите во устав, а сака во Европска унија. А ветувањето на владата е дека сака да ги внесе бугарите во устав, а не под овие услови. Немојте да манипулирате. Под број 1. Што манипулираме? Слушајме се. Истото го кажуваш ја што го кажувам. Не е исто. Што е разликата? Ќе повторам и за вас и за јавноста. И владата има став дека сака да ги внесе бугарите во устав. Добро. Не под овие услови. Мнозинството од народот не сака да ги внесе бугарите во устав. Сега сваќате разликата или не? Вие ако имате немам јас, читам анкети, јас ги читам истите анкети. Па на канал 5 на вести ги дознавам. Не, јас сум ги читал истите анкети и јас ова мислам дека е ваша перцепција како вие ставот на народот го задувате. Не, ова нема врска со реалноста. Колку оваа влада работи за Бугарија. Ако 250.000 граѓани имаат бугарски пасош, и што ако имаат бугарски пасош? Сега имаме проблем со возачите, така? Македонски возачи што не можат да возат. Се реши тој проблем? Не се реши. Знаете, се реши Љук Николовски сега. Како не се реши? Еден број на македонски возачи кои што немаат бугарски пасоши, ќе доизвадат бугарски пасоши за да можат да возат низ Европа. Што им се секирате вие на бугарските пасоши? Ги поттикнува граѓаните да вадат бугарски пасоши. Значи сега како ги поттикнува граѓаните во оваа власт? Не, ова е се работа. Со вакви, значи 250.000. Со вакви ќе станат 350.000, кога Албанија ќе стане членка, извинете и двајцата, албански пасоши. Извинете и двајцата, ама со вакви поврзувања, овакво што е ова е ради ова, и ова е ради ова, и ова е ради ова, можам ја да поврзам дека Видиновски бил на Пав даде и журките. Значи не функционираат така работите. Ние имаме имаме у суштина една работа. Владата кажа, нема бугари во устав по овие правила, тоа им беше на избори програмата,
се уште се држи до тоа. Правилата не се сменети, граѓаните нив ги гласаа со таа понуда. Не, Колку души не се гласа? анкетите. Колку души гласа? Колку души гласа? 400 и колку Колку има Македонија граѓани? Само се извинувам, само Колку е малце. 75% од граѓаните за ЕУ? Па Па нека направат тие 75% мнозинство во собрание и утре нека ги стават со Време двотреќини третиче, меѓутоа бугарите. имаме дозволу уште 5 минути да ја продолжиме дебатата. Рангел Ако е така, нека излезат на избори, нека тоа еве, јас ќе ги гласам. Не појдете, не ја спуштите така ниско. Може ли малку поинтелектуално? Ајде поинтелектуално, од каде излезе тоа вашето анкети? Дали ќе се согласиме на масала? Јас со ВМРО СДСМ немам ништо. Нити може, нити ги разбирам, нити се согласам така. Јас зборам за себе, не реков за вас. Значи, разбирате, сослушате ме добро за да ме разберете добро. Дали инсинуираше оваа власт пред да дојде на власт дека договорот со Бугарија е штетен? Да или не? Инсинуираше. Зошто не го раскине кога е потребно просто мнозинство за да се раскине и е штетен за државата? Да го оправда легитимитетот, бидејќи дел од луѓето кои гласале за ВМРО, до ден денес се повикуваат да се раскине договорот со Бугарија и да се раскине договорот од Преспа. А не дека дошле на власт и луѓето гласале за ВМРО, единствено за бугарите да не влезат во устав под овие услови. Ама бегате да зборувате за тие Ќе ви одговорам. Не бегам ја од ништо. Не бегам ја од неколку минути имам ништо. Значи, она што упорно не може да го разберете од преска е дека на избори политичките субјекти одат со програма. Во програмата на владеачката ВМРО ДПМН. Советување. Јасно стоеше дека без промена на протоколот, без промена на преговарачката рамка, нема да ги внесат бугарите во устав. И плюс овие ветувања. Протоколот не е сменет. Значи протоколот Ама и со не е овие сменет. ветувања. Со кои ветувања? Со ветување за Нигде во програмата на ВМРО ДПМН не стои за раскинување на изборување. Да, толкување некој што кажал на телевизија. Јас сум ги прочитал програмите, земи прочитајте. Златев, јас сум ги прочитал, еве. Кај стои раскинување на договорот со Бугарија? Не стои. Па зошто тогаш го наметнувате тоа како аргумент? Чекајте, луѓе, прво не е се во програмата, ние тие луѓе ги слушаме по телевизија, во очи не гледаат и не изборуваат. Значи, немојте така. Второ, никој не рекол дека ќе го раскине договорот со Бугарија. Златев, во програмата стои дека треба да обезбедиме гаранции, дека тоа е патот. Ако не обезбедиме, дали е програмата успешна? Како? Дали е програмата успешна ако не обезбедиме гаранции? Не. Не е успешна, така? Нивна одговорност ќе биде. Што им се секирате толку? Нивна одговорност, не знам зашто им се секирате вие толку. И дали сметате дека треба ако некој е за против. Јас сум на иста линија со владата за тоа што го бара. Сметам дека е премногу дојдено и дека ни се потребни гаранции. Единствено што не се согласувам, ако сте државник, ќе понудите решение за народот ако не ви успее планот. Бидејќи иде под хипотека цела перспектива на државата. Полека. Решението е... Па сам кажавте, ние сме во Европа и мора да бидеме со Европа. Јас не мислам така, меѓутоа тоа што мислам не важно. Треба да понудите алтернатива. Ако нашиот план не успее, не добиеме гаранции, не се секирате. Вака ќе биде. Бидејќи вие треба да дојдете на власт и да водите држава не што зашто не сте, туку зашто сте. Секој ден тоа зборуваат. Меѓународни договори се раскинуваат како договори меѓу... А како се раскинува? Туку така. Дали Бугарија го прекрши договорот за добро соседство со Македонија? Дали Грција го прекрши? Па како не може да го раскинат? Не, Калимеро да... ради последиците. Па зашто друго? Не, сега Калимеро нема правда. Како пише кој сака. Не смееме да бидеме Калимеро држава. Мислам дека не смееме да бидеме Калимеро држава и сега овие ова прекршија, ние она прекршија. Тоа е тотално неважно. Ние во моментов имаме позиција која, и по 100 пат ќе повторам, е позиција со легитимитет. И секоја дебата на темата у моментов е излишна до наредни избори. Наредни избори кои ќе дојдат политичките субјекти и вие ќе речат ние сега вака ќе предложиме, ние така ќе предложиме, тогаш ќе полемизираме. Сега позицијата е таа, промени нема, одговорноста е нивна. И тоа е тоа. Ама кога е опасно за тука, ако на пример нека партија доаѓа на власт со определена програма и почне да функционира 4 години, во меѓувреме констелациите, интересите се менуваат и можеби ќе треба да преземе чекор за доброто на држава. Не викам дека е тука сега случајот, така зборувам во хипотетичко сценарио. Да направи некој чекор што можеби го нема во програмата. Сега не може да се извинете дечки, не ми пишува мене тоа програмата. Хипотетички ситуации се хипотетички. Сами кажате дека е избор на можната политика, да. Светот уште не дошло до одговор на прашањето колку е 1 делено со 0, така и со овие хипотетички прашања. Суштината е дека не разбирате што сакате да ја прашам. во овој момент
до наредни избори владата има време да испорача решение. Ако не испорача решение, тогаш ќе треба, можеби ќе се моделираат, можеби нема да се моделираат. Но одговорноста ќе биде нивна. И луѓе, а последиците зошто го зборувам ова? Не. Последиците се наши затоа што ние сме тие кои ги гласаме на избори или не ги гласаме на избори. И затоа немојте, многу се нервирам. Да кажам дека може да трпим и од нашиот избор. Многу ме иритира, извини, ова се нервирам глупо. Не се нервирам. Многу ме иритира. Кажав ти пострашни работи, ова не е проблем никаков, чим не реагирам. Многу ме иритира кога по телевизии се дебатира без да се земе клучното, а тоа е дека ставот на граѓаните изразен преку демократски легитимитет на избори, на референдум и така натаму е најважен. Во минатото ние имавме политики која граѓанинот не го прашуваше никој за ништо. Граѓаните на референдум јасно одлучија. Да ти кажам нешто. Ајде тука завршуваме. Во твоето радио, твоето радио имаш голем број на слушатели. Да. Си тераш убава програма. Да. Но овие граѓани, речеме, многу сакаат да слушаат српска турбо фолк музика. Зашто не пуштиш ти таква музика? Пошто немаш легитимитет за ова што Затоа што ја не учествувам на избори. Ова поише пари ми носи, да ти кажам. Ако ми носи поише пари, цецам ја. Стварно, сега ме разочаравте Затоа у моментов најскапа публика е таа што слуша таква музика како јас што пуштам. Маркетиншки најскапи се тие луѓе. Сега знаеш ќе ти кажам затоа не ми дадеш да докажеш. Затоа секоја влада треба се презема одговорност, не по тоа што бара народот, по тоа што мисли дека е најдобро за државата, а не само да слуша, граѓаните неќат. Не, ти ќе им наметнеш што е вистина за државата. Ако сакаш одговорност, а не само како да владеа, бидејќи ако го сменам планот, нема да гласаш за мене. Па што ако не гласаш за мене? И на крај кога не ги слушаш граѓаните, на референдум го менуваш името за да влезеш у НАТО и сега НАТО е на рап од распаѓање пошто Трамп сака вака да биде или онака да биде. Па сега суштинските избори. Не, суштински, зашо го сменивме? Шо живееме подобро? Па не ќе се распадне името. Не реков ја ни дека ЕУ, ни дека НАТО ќе се распадне. Реков на работ. Ама вела ќе се распадне. Тоа е различно. Но Николовски, имам едно прашање за тебе. Кој е кјарат за овој народ и за оваа држава тоа што некој во минатото не ги слушаше граѓаните? Дојде Facebook и Google? Дојде ли во Македонија? Имаме огромни инвестиции. Значи, што нема да заштита на националниот интерес и ставот на македонскиот народ и македонските граѓани во однос на едно прашање. За мене не е тоа. Како? За тебе тоа е националниот интерес. Кој е националниот интерес? Значи, што е демократ? Што е држава? Што е држава? Значи, општествен договор направиле граѓаните дека ќе живеат во една држава и мнозинството смета дека е така. Мене и тебе дали да се свика ирелевантно. Националниот интерес на тие што гласале за ВМРО, тоа е за тебе национален интерес. И точка. Само за тие што гласале за ВМРО, гласале и за ЗНАМ, гласале и на Плен, за сите тие што направиле дебатата за тебе тоа е искрено да може уште половина час. Добро, ви благодарам. Ви благодарам многу. Ви благодарам. А ви благодарам Злата, ви благодарам Љубиша. Се без избори. Ви благодарам Драган. Иво, ти благодарам и тебе. Да, почитуван ви благодарам и вам за вниманието. Жал ми е што морам да ја прекинам, ја уште половина час слободно ви терам. Може без камери. Да, ви благодарам уште, почитуван и ви благодарам и вам и останете со програмата на Канал 5.